пирамида. Веднаш тоа ни асоцира на египетските пирамиди. Меѓутоа, на културата, искуството и знаењето на освоените земји, зошто и не културата на македонците и нивното знаење во тие освоени земји. И се додека не се појават меѓутоа цврсти докази факти за нивното постоење или непостоење, останува лично на нас, на вас, да одлучите на која теорија денес ќе верувате. Оваа вечер во Домот на културата Кочо Раксин ќе се одржи трибина на тема Пирамидите во Македонија и промоција на книгата Вистината за Македонија, поврзана со гробницата на Александар Македонски во градот на Медот и презентација на севкупната работа на господин Владо Павлов. Наши денешни соговорници се Анита Аврамовска, потоа господин Љубе Серегинов Брашнаров, господин Јосиф Ристевски, кој ќе зборува за сребрената вода и нејзиното значење, и господинот Владо Павлов. Почитувани пријатели, гости на трибината Пирамидите во Македонија. Сега ќе прочитам извадок од Вистината за Македонија и на тој начин ќе го упатам содржината на оваа книга, поради која сме и денес овде. Кипрборејците, цивилизацијата, формираат колонија на вулканско подречје, бидејќи вулканите во тој временски период имале помал интензитет и представувале места кои биле многу пријатни за живење во нивната близина поради топлината. Освен вулкански, подрачјата имале мистична моќ и сила. Приоритет се и рудниците за злато. Така кипрборејците се здобиваат и за експлоатација на овие рудници. Вака формираниот град бил сместен на северниот брег од островот. Поточно, градот опфаќал 3 рида, одделени со длабоки долини. Трите рида доминирале над едно пространо пристаниште, карактеристично по старото тврдено возвишение, каде се наоѓал древниот храм, без сомнение на древната Сана и утврдената Кула. Кипрборејците ќе бидат забележани и како најстари трговци, кои секогаш работеле со добро утврден план однапред. Основа на древната Минојска, подоцна македонска кралска династија, како и целата култура и цивилизација. Книгата понатаму ги следи временските текови на цивилизацијскиот развој од почетокот па се до денес. Мноштвото информации со кои што изобилува оваа книга представува времеплот низ македонската историја, представувајќи ни ги цивилизацијските култури, вредности, родови, но и цивилизацијските тајни и божества. Преку нив ќе наидеме на досега неистражаните планини и врвови, а исто така ќе ги видиме и необичните структури и градби, како и археолошките локалитети, кои денеска можеме да ги воочиме. Тоа се локалитетите низ целиот простор на тлото на Македонија, па сега од тука, преку Кукино, Цоцев камен, Куплица, Мордови, Баргала, па се до пирамидалните планини во Кочанско, од каде потекнува авторот на оваа книга. Авторот, Владо Павлов Паон, предси ентузијаст, кој што од својата најрана младост покажува значителен интерес кон историјата. Неговата долгогодишна посветеност за неоткриените мистерии, од минатото никога не го напуштала и активно им се посветува на нивното проучување. Преку истражувањето на најразлични пишани документи, както и на теренот низ Македонија и пошироко. Од 2001 година тој им се посветува на проучувањето на пирамидите во Македонија. Сублимација од целокупната дејност, која забележува во неговите досега 2 издадени книги Очите на Грифонот, Очите на Ангелот и Вистината за Македонија. Третата книга е во подготовка и се очекува да биде издадена наскоро. Во интерес на времето и вашата љубопитност, водичката улога ќе ја превземе са господин Брашнаров. Почитувани пријатели имам и останатите што не ме познавам, но со Владо Павлов се знаеме доста од време и ме замоли за неговата книга да бидам рецензент. Јас нема да се задржам на книгата, бидејќи тајната останува во самата книга. Сакам вие да ја разгледате, доколку сакате да ја купите. Ќе видите која е тајната во самата книга. Јас ќе се задржам на некои елементи кои што
во последно време нашиот македонски народ си ги заборил своите корени. Ова што ќе го кажам е исто поврзано со самата книга. Многу одамна, па можам да речам не дека некој ќе рече тоа е митологија, но сепак можам да речам слободно измеѓу 8000 и 7000 години пред нашата ера, постојат пронајдени се два, така да речам, черепи и костури кои што се идентични. Едниот е во Крапина, другиот е во денешна наша Македонија. Значи, тоа е еден ист народ, с кој што нашата македонска цивилизација потекнала. Друго сакам да напоменам дека историјата ја кроиле во денешно време е скроена историјата на сосема друга. Се крачки поврзуваат нашите 16 племиња кои што живееле на Балканското полуострво. Значи, едни од тие, да не ги набројувам, сме македонците кои што го носат името Аргиди, Папајанци во денешна Македонија, кои што Дарданци на северниот дел од Македонија, западниот дел доаѓаат Вигнидите, Пелагонците и останатите да не ве замарат. Значи, сакам да кажам дека ние сме еден ист народ, но во онет временски период се случува емиграција, така да ја наречам, или преселба на нашите македонци, кои што одат од својот роден крај. Најдобро ќе ме разберете да не еднутам, пошто би може да навлезам пред лавоко и да забегам од тоа тема. Значи, една од најголемите грешки на човештвото во околната историја е тоа што несвесно или свесно е заборавена неповитата моќна среброто. Таа грешка чинела милиони загубени животи во изминатите векови. А зашто кажувам грешка? Затоа што уште во античко време античките народи знаеле за лековитата моќна среброто. При тоа постојат бројни записи во кои е кажано дека за време на војните походи тогашната аристократија никогаш не заболувала и умирала од заразни болести. Како на пример дизентерија, за разлика од припадници на ниските класни слоеви кои масовно умирале. Тоа се дължило на фактот што аристократија се хранела од сребрени садови. Среброто како метал отсекогаш имало истакнат улога и во античката митологија. Тоа се поврзало со лекување, регенерација и целителски способности. Аполон, богот на вистината и светлоста, секогаш е прикажуван со сребрени садови во рака. Неговата сестра Артемида, бидејќи изгубила раката во битка, добила сребрена замена како символ на излекувањето. Иконата на Пресвета Богородица, Троеручица, мислам дека има да слушна да барам како информација, да е една од најглавите икони во православието. Значи, според преданието во 8 век Пресвета Богородица му излекувала раката на светецот Свети Јован Дамаскин, кога му отсечена по наредба на дамаскиот калиф. Значи, Свети Јован Дамаски се моли пред иконата на Пресвета Богородица и кога неговата рака видува исцелена. По знак на благодарност, Свети Јован иконата ја додели и трета сребрена рака, каде што среброто е символ на исцелувањето. Во древниот систем со чакрите, систем на 7 енергетски нивоа на нашето тело, среброто е поистоветувано со шеста чакра, позната како трието око, или могли медицината позна како пинеална жлезда. Исто така има бројни примери за средовековните дворци, кои се изхранувале тогашните монарси и останата аристократија од сребрени садови, значи истиот пример. И ова е доста интересно за соплавата крв. Значи, како резултат на долгогодишната употреба на сребрениот привод, на нивната кожа се увала слаба синкласта пигментација, попозната уште и како аририја. Причина поради која членовите на кралските фамилии станале познати во припаници плавата крв. Денешниот конзумент на сребро, нажалост, не може да стане дел од плавата крв. Благодарение на тоа што среброто во полуиден облик и како што ние знаеме денес како сребрена вода, не се талучи организм. Друго имате сребрената вода, значи дека е течност која има многу мали частици на сребро со пречник од околу 0,001 микрон. Концентрацијата на овие частици, особено бидојќи на милион частици вода, има 5 частици сребро. Тие частици се толку мали што врз нив не делува гравитацијна сила на земјата, така што секогаш станува равномерно растворени во водата, без при тоа да нивната ложија на дното. Пред 1934 година, кога открие пеницилинот, среброто било единствен лек за многу заразни заболувања. Сребрената вода се користи за лечење на инфективни заболувања, како изјакнење и помладување човековиот организам, повеќе од било кој друг познат препарат. Сребро делува како катализатор, при тоа ги блокира некои ензими на бактериите, исто и вирусите и гавите, кои користат во својот метаболизам. Во контакт со среброто, микроорганизмите остануваат без кислород и храна, при што истите се распаѓаат. При тоа човековиот организам се сврла со помош на имунолошкиот, лимфниот и екскреторниот или уринарен систем.
Овој процес поттикнат благодарејќи на среброто е така брз и ефикасен што ниједен микроорганизам не може да мутира и да стане резистентен на полудното сребро, иако знаеме дека према антибиотиците, микропатогените микроорганизми развиваат резистентност. При тоа частици на полудното сребро се толку мали што не може да го оштети организмот човек или животните. Се излачува во рок од околу 24 часа. И ова е доста интересен податок дека антибиотици може да уништат околу 1/10 од патогените микроорганизми, но среброто уништува повеќе од 650 видови на микроорганизми. Резистентност, како што кажат, невозможно да се направи на среброто. Со бројни истражувања справени во бројни институти од источните земји, потврди се регенеративните способности на среброто. Врз мозокот, панкреасот, коските и меките ткива се зајакни имунолошки системи, организмот добиваат енергија, снага и виталност. Сега има само ќе направам некои од заболувањата кои што може да се лечи со помош на сребраната вода, како што јас најдов на интернет и во некои други литератури. Значи, акне, алергија, антракс, воспаленија слепото црево, воспаленија мочниот мир, затрување на крвта, чирево, пекотини, кандида, циститис, карутен, дерматит, дифтерија, диареја од различни потекло, инфекции на уво, екземи, инфекции со ешерихија коли, бактеријски и вирусни инфекции на очи, гастритис, гонореја, поленска грозница, херпеси, влошување на храна, воспаление лимфни жлези, лаймска болест, маларија, чувство на исцрпеност, мононуклеоза, неовластенија, паразити, воспаление на плутјата, инфекции на простата, зголемена простата, псевдомонас, псориаза, кивавица. Реално печатајство опаѓање на косата, салмонела, септички инфекции, грип, туберкулоза, воспаление на граници, типус на градница, чивот на желудникот, кривични инфекции, воспаление на лепца, парентоза и непријатен здив. Значи, премногу заболување кои што може да се трепираат со сребраната вода. Значи, рекол, мислам дека